Изгледа дебатата на комисијата не беше доволна, па повторно ете да набиеме минутажа да се каже нешто, да излезе соопштение дека ете СДСМ се бори за некаков јавен долг, тие нешто ќе спасувале. Замислете каков парадокс да арамии зборуваат за јавен долг и сега тие да оправаат економска состојба. Ја очекував дека ќе излезете како поранешен вице-премиер, ќе речете честитам на граѓаните за првата фаза пругата кон Бугарија, 30 километри се пуштија, честитам на граѓаните, 40 километри автопат за 6 месеци или за 10 дена се направија, но за тоа ништо. И замислете, кој збори, ајде да збори некој од тука вака што не разбере економија, вице-премиерот на владата која што за јавен долг направи 100% изголемување на јавниот долг, се задолжија 4 милиарда, една шајка не заковаа. Значи, кога арамија ќе вика држете го арамијата, еве вака изгледа. Сако ќе искочи некој и сега тука беседи ќе ни објаснува на нас ова треба, она треба. Унгарскиот кредит вие треба да си го земете договорот и да си го закачете таму на бихачка до сликата на Зоран Заев, духовниот отец, и да гледате пример како држава, како влада која што се грижи за граѓаните постигнува договор со некоја држава. Ви кажав и на комисијата. Вие бевте тој што лажевте, ке имало 6-7% камата, економско предавство ќе бил договорот со Унгарија, заемот. Па каматата 1,95%. Па човече, се слушаш ли што збориш за 6 месеци, какви изјави даваш? Дали се слушаш што збориш, на што изгледаат твоите изјави за 6 месеци? Кој ли ве мести во таа партија вака да се посипувате со пепел? Понатаму ќе се краделе парите. Први отидоа градоначалниците на Центар, на Пробиштип, на Струмица, па како бе луѓе се краделе пари, а се дадени на располагање? Па тие средства ќе ги користат стопанството, тие средства ќе ги користат компаниите, нема да ги користи некој друг. Јавниот долг ќе бил 75%. Каква лага, не можам да поверувам. 62%. И знаете каков е тој јавниот долг? Па вториве 500 милиони, зашто не кажете зашто ги земавме парите? За да вратиме ваш долг. Или тоа нема да го збориме, тоа не е важно. Ама ќе збориме, овој требаше да го поднесе законот, оној требаше да го поднесе законот. Каков парадокс? Каков парадокс? Тие кои што го слушаа криминалецот на црната листа кој ќе влезеше тука, излегуваа и стануваа бели и го бранеа кога тој им пишуваше на Вивер и бранеа автентични толкувања на игри на среќа, ќе му зборат на некого за јавен долг и за економија, место да се покриете, да се скриете. Не само вие, вас како човек, туку сите кои што седите тука 18, кои што му слугувавте на тој криминалец. Вие ќе зборувате на некого за јавен долг или за закон по скратена постапка, а Снежана Калевска-Ванчева да не беше дафина, ќе починеше тука од притисоци кога и се јавуваше на телефон. Покрите се и скрите се. Направете место за некој што знае, а тој што знае ниту е криминалец, туку е само еден работник. Благодарам. За